играта на слободата ја започнуваме со најдемократскиот, најслободниот градоначалник Томе Христовски. СДСМ од секогаш бил гласот на народот, заедништвото, двигател на реформи и символот на напредок. Тука сме сите заедно за да ја потврдиме дека веруваме во нашата заедничка иднина. Иднина на развој, правда, еднаквост, слобода и просперитет. Иднина која ја градиме заедно, со дела, со посветеност, чекор по чекор. Почитувани пријатели, ова не е време на пасивност. Ова е време на храброст, на одважност и на акција, но и на единство. Ние сме тие што ја обликуваме нашата иднина. Ние сме тие што можеме и мораме да направиме разлика за нашите деца, за нашите семејства, за нашата држава. Да не дозволиме минатото да не враќа назад. Да продолжиме напред со визија, со срце, со народот. Време е за сплотување. Да ги оставиме сите поделби зад нас и да изградиме општина по мерка на сите. Со млади што остануваат тука во Крушево, со економија што расте и со институции што служат на народот. Затоа што ние треба да бидеме во служба на нашите сограѓани. Ако веруваме во Крушево, мора да веруваме и во сопствената моќ, да направиме промена, да се обединиме, да не се плашиме и да тргнеме напред заедно. Крушево мора да го добие вистинскиот сјај на една модерна, просперитетна, привлечна и посакувана општина за сите. Да живее Социјалдемократскиот сојуз, да живее Крушево, да живее Македонија. Го поканувам председателот на СДСМ доктор Венко Филипче да ни се обрати. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е партијата која започна со проектот Едно општество за сите. Во вистинскиот дух на АСМО, но и во духот на Македонија, во која секој ќе има можност за напредок, за добар и за достоинствен живот. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија мора да се поклони и на оние кои најдобро ја паметат асмомска Македонија. На нашите ветерани, на нашите најстари и најверни членови. Повторно ја започнуваме борбата за слободна Македонија. Македонија без авторитарен режим, без партиски вработувања, Македонија без селективна правда, Македонија во која секој ќе има својата иднина, која нема да се иселуваат младите, без корупција, Македонија за сите. Морам да се осврнам на овогодинешниот извештај на Европската Унија за напредокот на Македонија. Ова е апсолутно најлошиот извештај за државата откако добиваме извештаи за напредок од Европската Унија. За прв пат Европска Унија јасно кажува дека во држава се спроведува авторитарен режим. За прв пат без никаква обланда Европска Унија укажува на сериозното зголемување на висока корупција во владата и во незините високи органи. За само една година власт, ВМРО-ДПМН и нивниот привезок знам се колаборационисти. Со години лажат и шират хистерија дека тие ќе се бореле со бугарите. А впрочем, тие се тоа. Нема кој нема бугарски пасош од нив. И не е проблем да имаш бугарски пасош од било која причина. Но лицемерно е да се правиш патриот и дека ќе се бориш против бугарскиот диктат, а да имаш фирми, бизниси, државјанства и други интереси. За нив може Европска Унија, а за другите не може. Максим Димитриевски конечно се потврди зашто е влезен во коалиција со Мицкоски и која беше неговата цел. Негова цел била да се спаси од правен прогон. Тој е политички заштитен од Христијан Мицкоски и дека е сега негов вечен должник. ВМРО-ДПМН се одлепи од реалноста, се заслепи од победата, работат за себе и за своите интереси, додека граѓаните живеат се потешко. Ова е вистинско предавство на националните интереси, вистинско предавство на државата. ВМРО-ДПМН за една година не реализираше буквално ниту еден проект. Одвој успеваа да ги завршат проектите што ние ги оставивме. Очигледно е дека македонскиот јазик ќе биде тргнат од извештајот на Европската Унија. Заради тесно политичките интереси, Мицкоски ја отвори дебатата за македонскиот јазик во Европскиот парламент, прашање кое што беше затворено, а јазикот дефиниран како единствен македонски јазик, единствен македонски народ.
со ваквото врховистичко однесување на премиерот, помогнат од Андреј Ковачев и пратениците од сестринските негови партии во Европскиот парламент, сега повторно ни го спорат и јазикот и идентитетот. ВМРО-ДПМН и нивниот привезок знам ќе направат се Македонија да не стане членка на Европската Унија. Се плашат од европска контрола, се плашат од европски обвинители. Ние сме тие кои мораме да ја пренасочиме и да ја вратиме државата на вистинскиот пат, по тешкиот пат, нагоре. Пат на честност, посветеност и упорност. И тоа е тешко, но тоа е исправно и тоа е праведно. Затоа што само со борба се стигнува до правда, просперитет и иднина за сите. Нашата борба е за еднаквост на сите народи во Македонија. Нашата борба е за европска Македонија. Да живее Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Да живее Крушево, да живее Македонија.